Благодарам. Колешке Илире Даути, не планирав да се јавувам по оваа точка, затоа што како бивша координаторка на пратеничка група на опозиција, во која што добивме поддршка во минатиот мандат од граѓаните за да ја смениме таа власт која што постоеше дотогаш, а се викаше ДУИ СДСМ, седевме во исти редови. И работевме затоа што граѓаните ни дадоа поддршка. После 4 години и нов пратенички мандат Никола Мицевски останува на истата страна, а тоа е страната на граѓаните кои што побараа да се смени оваа власт. И Никола Мицевски благодарение на тие граѓани успеа да ја смени оваа власт. Вие во меѓувреме го сменивте дресот и од голем жесток поборник за промена на оваа власт станавте нивен апологета и поддржувач на нивните политики. Законот за кој што зборувате во тој период го поднесе опозицијата Алијанса на албанците представена преку Халил Снопче. Ме повикувате да сум тука. Почитувана колешке, вниманието во оваа сала се заслужува. Не се дава само со тоа што сакате да зборувате. Кога ќе заслужите вниманието, тогаш ќе седат и ќе ве слушаат сите пратеници. И трето, како поранешен координатор и искусен пратеник, знаете дека точка на дневен ред е предлог одлука за именување на заменик генерален секретар. Заменик генерален секретар за кој што не кажавте ниту еден збор. Човекот доаѓа од ДИК, работеше таму, заедно со сите представници на Државната изборна комисија, успеа да организираат фери демократски избори, ете тоа требаше да го кажете. Работите кои што имате да ги кажувате, од позиција на опозиција сега. Ваша е грешката што останавте таму кај што се, затоа што не ги послушавте граѓаните кои што ви кажуваа што треба да се случи. И имате доблест да ме повикувате тука и да кажете дека лажам. Не колешки. Да излезете и да се извините на граѓаните од претходниот мандат, затоа што ги излажавте и вашиот глас, даден гласот за вас, ги поведе во друга страна. Луѓето ве поддржаа затоа што требаше да се промени таа власт, а не да седите таму. Ама не послушавте, останавте таму кај што сте и сте таму кај што сте, во опозиција. Никола Мицевски заедно со оваа пратеничка група и сите оние кои што бараат глас опозиционен за промена на оваа владеачка структура, го добија и се на страната на која што треба да сте. Премногу е културен претседателот на собранието и во остава да зборувате за точки кои што не се на дневен ред и друго. Инаку да биде некој друг, нема